Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште една емисија на 1 ТВ. Јас сум Маја, а ова е мојата којна. Денес бев на работа, навистина беше еден динамичен ден. Работам на градилиште и се расправам со многу работници. Она што ме вадеше дека денеска ќе дојдам дома и ќе се релаксирам со готвење. Готвењето е мојата медитација. Дополнително ми се јавија и другарките ќе дојдат денеска на гости, а јас ќе им секогаш сакам да бидам добра домаќинка и да им подготвам прекрасни јадења со кои можеме бескрајно да зборуваме многу часови. Денеска ќе подготвиме мафини, ќе подготвиме погачици и ќе подготвиме совршени благи нешта кои се прават со капини кои ги направив од мојот двор. Затоа ми е потребно готово тесто, ќе ви кажам како се создава. Малку сушени домати кои ги купив уствари, не ги направив, капините ги направив. Ги купив доматите од Словенија, сушени се на сонце, мирисаат прекрасно и се прекрасни за надување во јадењата. Се гледаме наскоро. Првиот рецепт кој денеска ќе го подготвиме ќе бидат мафини. За да ги подготвиме мафините ви треба една длабока чинија, ви требаат само неколку намирници. Ви е потребно брашно, потребни ви се јајца, потребно ви е масло, малку прашак за пециво, може да користите и сода доколку не сакате да користите пециво, кисело млеко и добра волја да ги направите. Мафините, рецептот за мафини, беше една интересна случка, кога дојдов во Скопје на факултет, се пресели во стан блиску до една моја комшика која се викаше тетка Бисерка. Често бев гладна, бидејќи како студент, најчесто поминуваш време на факултет и ме научи дека само ако имам 4 намирници, никогаш нема да бидам гладна. Од тогаш овие мафини ми се потпис. Доаѓаат сите пријатели да ги пробаат, комшиите се симнуваат кога ќе го осетат мирисот и денеска ќе ги подготвиме, ќе ве научам дека за 15 минути може да направите совршено јадење. Потребно ви е брашно, ќе имаме една шолја и за таа шолја ќе мериме се. Ако биде поголема, само ќе бидат повеќе, ќе излезе како количина, така што секогаш држите се до шолјата со која сте почнале да мерите. Ставаме 2 шолји брашно. Малце можеби ќе бидам несмасна, трапава сум. Тоа е во ред. Во вашата кујна сте, на крајот можете да средите. Ставаме 2 шолји брашно. Брашното ни е во чинијата, ќе ги смешаме сувите намирници и мокрите намирници. Потоа сето тоа заедно ќе го склопиме и ќе имаме едно прекрасно јадење. Ставаме сол, убаво засолета, бидејќи се работи за солено јадење. Ќе ставиме малку црн пипер. На крајот малку изненадување ќе ставиме мајчина душица. Мириса на ливада, прекрасно. Сувите намирници, на крај да не го заборавите пецивото. Ако не го ставите, мафините нема да пораснат. Обична лажица, ги промешувате сувите намирници, за убаво да се смешаат. Го тргате на страна. За мокрите намирници потребно ви се 2 јајца. Целосно ставате 2 јајца. Потребно ви е во истата шолја една шолја кисело млеко. Јас имам денеска овча. Вие можеби ќе си изберете козјо, може да го направите дури со млеко, со јогурт, со авиакултура, навистина нема разлика и ставаме половина шолја масло. Можете и цела, ако ставите цела, ќе бидат помеки, ќе имаат по-флафи текстура, меѓутоа јас денеска ќе ставам пола маслиново, убаво квалитетно маслиново масло, дополнително да го ароматизира тестото. Со истата лажица ќе го измешаме. Не мора тоа да е некоја совршено смешана смеса, треба да бидат само соединети со стојките. Ке беше позгодно да има вилјушка, но да не ви вртам грб дека готвам. Мокрите намирници ги ставаме во брашното и сувите намирници. Полека мешајки за да се соединат. Ке добиете смеса малку погуста од онаа за палачинки. Овие мафини ги имам направено
сигурно преку 1000 пати. Ги правам дури кога одам пред работа за да ги изненадам колегите на работа. Навистина ви се потребни само околу 5 минути да ги смешате, можете во тоа време да се подготвите за на работа. Додека се подготвувате тие да се испечат во рерната, се печат 20 минути на 220 степени. Кога ќе ги ставите во рерната, веќе не ја отварате рерната, затоа што доколку ја отворите, процесот на печење може да запре. Така што 220 ја уклучувате, почнувате да се фенирате, шминкате, или да се бајле на работа пред да идете. И имате совршен оброк. И добиваме една смеса, која е малку погуста од онаа за палачинки, можеби на смеса за амерички палачинки во густина. И истата ќе ја полниме во калапи. Ќе го трнеме тоа на страна за да го направиме полнењето. Секогаш може да изберете различно полнење. Значи овие мафини трпат навистина еден куп различни варијанти. Она што ние денеска ќе го направиме, ќе бидат мафини со малку пармезан и сланина, мафини со блитва и со сирење. Ќе ги изненадиме моите пријателки. Секогаш, пред да почнувате да готвите, јас имам тука убав границ, секогаш ставете една крпа под вашата даска, за да не ви летне даската, за да не ви се исачат прстите, нели? И почнуваме. Прво ќе ги подготвиме блитвата со сирењето. Денеска ќе користам блитва со козјо сирење. Вие може да искористите сирење кое ви се допаѓа. Јас го обожавам козјото, ми дава еден рустичен вкус на јадењата, убаво го ароматизира и одлично функционира со мечината душица. Може да ставите сушен спанак, дури може да ставите и замрзнати спанак коцкички, меѓутоа тогаш ќе внимавате да не ставите да не ставите многу мокри намирници, односно може да го намалите количината на кисело млеко, количината на масло, за да добиете поубава смеса. Блитвата ја сечеме поситно. Внимавајте на прстите, прстите секогаш собрани према дланката. Обожавам да сечам со голем нож. Сатарот во кујната ми го донесе мојата другарка Тања, пријателка, која ми рече, ако сакаш да имаш вкусни јадење, мора да научиш со сатар. Тоа делуваше многу смешно на почетокот, меѓутоа сега не можам да живеам без добар нож. Мојата блитва е готова. Блитвата ја ставаме во смесата и ќе ставиме убаво парче козјо сирење. Јас имам околу 70-80 грама, секогаш можете да ставите повеќе. Козјото сирење не се рони како овчето лесно, така да мора да го исецкате, за да имате ситни парченца кои ќе се разлеат во целото тесто. Прекрасно мириса. Потоа кога ќе го послужите, можете насамно да го искористите истото сирење да го зачините со малку маслиново масло, да му ставите шарен бибер и добиете прекрасна декорација. Деската ќе ја ставиме миење, ќе ја соединиме смесата. Малку погрубо мора да мешате. Многу би сакала да видите како ова мириса. Но се надевам дека ќе го пробате дома и ќе ни пишете коментари како тоа испаднало. Мафините може да ги правите во блага варијанта. Наместо киселото млеко ќе ставите млеко внатре и може да направите едноставно најразлични комбинации. Ќе ја поделам во суштвари прва пола смеса, за да можеме во следната да додадеме малку пармезан и маслинова и сланина. Може да ги печете во истиот калап, нема никаков проблем. Потребно ни е да го... Јас користам силиконски калап, ово има повеќе внатре парчиња мафини, меѓутоа во суштина
Оваа смеса ви е доволна за околу 12 стандардни мафини, бидејќи ги полниме до половината. Само да си го најдам маслото. Ке ставиме во едно. Со четка убаво ќе ги наросиме. Мислам, ќе доаѓа по една лажица. Тоа што сакаме да бидат елегантни. Ние ќе бидеме дами, дамите не јадат многу. Пред камера. Едниот дел од мафините ни е готов. Останатата смеса, бидејќи натре ставивме блитва и козје сирење, само ќе го додадеме на вкус за оние кои се љубители на месо и на појаки вкусови. Мафините кои имаат блитва и козје сирење имаат понежна структура, но внатре ќе додадеме малку сланина. Ќе исечеме на тенко. Нема да ја пропржуваме, бидејќи ни треба само незиниот. Ќе ја ставиме како зачин. Ќе исечекаме ситно. Имам другарки кои доаѓаат. Јас многу години бев вегетаријанец. Пред здравствени проблеми ми предложија да почнам да јадам месо, конзумирам во мали количини, во онолку колку што е доволно, нели за да внесам доволно витамин B12. Меѓутоа имам другарки кои не саднуваат да јадат без месо. Многу често им правам финти. Им покажувам дека месото е сготвено, а во суштина им служам печурки. Не знаат дека сум таква, меѓутоа денеска ќе ги задоволам со вкусот. Ке нарендам и пармезан, меѓутоа малку да ја смешаме нели сланината. Слободно, ако не сакате, ако не сте љубител на зелени работи, на спанак, на блитва, на макдонас, на што и да одлучите да ставите внатре, може да ставите само сланина, може да го направите во пица, варијанта, значи бескрајни се можностите како може да го направите се тоа. Потребна ми е лажица за да ги дополнам мафините. Мафините во кои ставивме сланина, ќе им ставиме убав слој пармезан, убаво да загори, да добие златно-жолта боја, а останатите ќе ги направиме со тиква и со чија, ако да ги направиме да личат фенси. Повторно нема да фрлиме храна, убаво ги распределиме, не мора да бидат притиснати, не мора воопшто да се грижите за формата, кога ќе се стават да се печат, тие ќе добијате на конзистентна форма, сите ќе изгледаат на вистина исто. Моите мафини се готови. На делот кој го направивме, значи од левата страна ни е делот со сланина, ќе нареднам малку на страна. Јас не сум професионален готвач, така што веројатно не сум доволно уште вешта. Меѓутоа се надевам дека со емисиите понатака имаме малку време да се разбереме. Ставиме внимателно за да направиме убав златен слој врз мафините. Ќе се печат 20 минути, а пармезанот ќе оформи прекрасна коричка. Вистина имам проблем со фрлање храна. Многу често ја употребувам и реупотребувам храната, користам остатоци, бидејќи навистина не ми е етички да се фрла храна. Дури најмали парчиња, знам да ги смислам и да ги направам во некаков рецепт, само за да не ја фрлиме, да не ги фрлиме остатоците. Во останатите мафини, кои нели се поздрава варијанта, ќе ставиме семки од тиква со семе од чија. Мора малце да ги притиснете за да не се одлепат кога ќе се пече. Ако немате семе од чија,
Може да ставите најразлични семки, значи ставете лен, сусам, тоа што имате по дома. Некогаш јас сум ставала и сечкана брусница, бидејќи изненадувањето на благо, на врвот на солениот мафин, навистина ми се допаѓа како варијанта. Ставиме семето чија. И тоа е тоа. Моите мафини се готови. Одат во рерна 20 минути на 220 степени. Додека мафините ни се печат во рерна, ќе подготвиме нешто што се подготвува со готово лисното тесто. Овие рецепти се најлесни, бидејќи готовото лисното тесто веќе е достапно кај нас секаде, многу е ефтино и навистина може да ви даде еден интересен шмек на забавите. Јас имам готово парче од лисното тесто, ќе искористам 2 денеска. Најважно е она што треба да го знаете за лиснатото тесто, ќе го добиете замрзнато. За да може веднаш да го користите, најдобро е вечерта, ако знаете дека треба да го печете, да го ставите во обичен фрижидер. Кога тоа ќе добие една ваква мазна убава структура, лесно ќе се подготвува, лесно ќе може да го исукате и да направите убави прекрасни јадења. Јас имам убава гранитна подлога, ќе ставиме само малце брашно, за да може да не се залепи тестото. Тоа внатре има маргарини, веројатно. За жал немаме кај нас посложени теста. Некој ден ќе ви покажам и како да си направите собствено лиснато тесто, тоа да го ставите во фрижидер, па секогаш кога ви е потребно да го искористите. Лиснатото тесто малку да расчистиме, ќе го исукаме. Че треба да биде малку потенко. Ставиме малце и одозгора за да не ни се залепи. Не штедете на брашно, воопшто да не се секирате. Брашното ќе отиде на вашата блуза. И тоа многу мразам да користам престилки. Тестото убаво ќе го развлечете. Не се плашете, значи тоа кога го оставите во рерна ќе нарасне, ќе делува прекрасно. Ова е доволно. Значи, ќе ставиме. Јас имам малце фенси плотна тука за да можам да ви ги покажам сите рецепти. Потребно ни е само малку да го стоплиме путерот. Ставиме околу 30 грама путер, само треба да го намачкаме тестото. И потребно не е да го стоплиме. После истата тава ќе искористиме, можеби не е многу соодветна, меѓутоа ќе искористиме за да ги испржиме печурките да имаат исто така вкусна путер. Значи мене ми е ринглата на 50 степени, колку само да го намокрам. И тоа е тоа. Со сопствената топлина ќе се да растопи, таман додека испремам другите намирници. Тоа секогаш е убаво кога е опуштено, кога сте дома. Путерот ни е потребен за премачкување. На даска за сецкање ќе ставиме до неја убави сушени домати кои ви кажав. Кога бевме на патување во Љубљана летово, го тера сопруго додиме до една специјална продавница каде има фантастични деликатеси. Има најразлични зариени сирење, италијански сушени домати. Немав многу простор да пренесам на аеродром. Меѓутоа сушените домати се секогаш маст кога одам во Љубљана да ги купам, бидејќи доаѓаат од органски средини. Лук. Лукот секогаш го чувам во фрижидер, бидејќи навистина, како што ви кажав милион пати, денеска многу мразам да се фрла храна. Најсовршената комбинација на вкусови ми е домат, лук и босилек.
Лукот ќе го исескаме многу ситно и ќе го ставиме во путерот. Остатокот од путерот подоцна ќе го искористиме за печурките. Затоа ви ја потребна секогаш крпа под даската, јас не ја ставив за да не ви шета, за да не оставите да останете без раце, без прсти. Моите ножеви се многу остри. Лукот ќе го ставиме во путерот и ставиме босилек. Ставиме малку босилек. На крајот ќе декорираме со свеж. Босилекот секогаш ќе го сложите ливчињата едно врз друго. Ќе направите малецка ролничка. Ете, јас се пресеков. Јас ве предупредив дека треба да внимавате да не си сечете, меѓутоа тоа се случува, нели? Се исеков. Ќе го средиме за да продолжиме. Сепак не смеете да чекате, нели? Ето. Се исеков, се уфлеков, меѓутоа важно е вие да бидете задоволни од тоа какви рецепти ќе ви понудиме денеска. Босилекот го ставаме во мојата смеса со путер и само ќе промешаме. Еве може да видите, че имаме лук, босилек и путер. И тестото ќе го премачкаме за да направиме убави стапчиња. Бидете дарежливи со путерот, верувате, имате прекрасен вкус на крајот. Од згора ќе ги наросиме сечканите сушени домати. И ќе користиме нож за пица за да направиме лентички. Околу 2 см лентичките. Мојата даска, односно подлогата е гранитна и секогаш е многу студена, затоа обожавам да готвам директно на плотната, за да не ми се тестото за да не се опушти премногу, затоа што ќе ви биде тешко да го извадите. Плехот ќе го обложиме со хартија за печење. Ханзаплас од него. Само лентичка по лентичка ќе ги префрлиме. Малку ќе ги завиткаме. Да бидат интересни кога ќе ги гледате, тоа што ќе ви испадне ќе го несете внатре во кривините. Мојата оклагија. За вторите мора малку да ги поставите во фрижидер, бидејќи кога ќе пробате да ги сечете, доколку не стојат малку, едно 20 минути во фрижидер, ќе добиете згмечено тесто. Затоа, многу е важно, ова ќе биде малце подебело засукано. Ќе го ставиме на страна. Тука имам прекрасни печурки. Печурките, шампинјоните не се препорачува да ги миете, бидејќи може да се случи да се наполнат со вода и да добиете течна смеса. На путерот со босилек и со лук. Бидејќи, како што кажа,
почнав не се фрла храна. Ќе додадеме малку маслиново, за да не ни загори путерот, бидејќи сега ќе пржиме на малку по јака температура. А и печурките бараат малку маснотија повеќе. Тие ќе пуштат вода. Ќе ставиме сол за да ги зачиниме. На крајот се убаво ќе засолиме, за да има убаве парчиња крупна сол. Обично кога готвам можам да ја користам цела кујна, меѓутоа, за да ме видите како готвам, ќе зголемиме малце температура за да го почнеме процесот на пржење, а подоцна ќе ја намалиме. Повторно ќе употребам козја, бидејќи таква ни е забавата. Сирењето ќе даде една убава кремаста структура на ролничките. Сосема доволно. Ставаме смесата од печурки. И истата ќе ја разнесеме низ тестото. За секоја ролничка да има доволна количина и на печурки и на сирење. Вратиме во ролна. Маснотиите внатре веќе се опуштија, за да можеме соодветно да го исечеме во ролнички, ќе го ставиме во фрижидер 20 минути и подоцна ќе го исечеме на малечки парченца, кои отприлика околу 2 см и ќе ги ставиме заедно да се печат. Сега ќе ги земеме нашите грисинки, за да можеме, тестото веќе беше 20 минути во фрижидер, внимателно ќе го исечеме. Може уште повеќе да стои, доколку можете да го ставите во замрзнувач, комора. Многу полесно ќе го исечете. Моите пријатели знаат дека обожавам да готвам. Исто така знаат дека имам многу динамично секојдневие, дека цел ден сум на работа и дека на работа на вистина ми е многу стресно и секогаш кога сакаат да се излечат, да им готвам, кажуваат дека обожавам да готвам и поради тоа ќе дојдат. На крајот само ќе земеме на јајце. Изматиме јајце и ќе ги премачкаме ролничките. Ги премачкуваме само до згора, ќе добијат златна жолта боја. Бони веќе насетува дека нешто се пече. Естетиката е многу важна кога подготвувате одредено јадење. Мене барем ми е важно. Сега ќе наросиме сол, навистина и тоа е тоа. Моите мафини ќе ги извадам од рерна, а повторно на 220 степени околу 10 до 15 минути одат лиснатите ролнички. Денеска подготвивме неколку рецепти. Заедно со Бони ќе ги пречекаме моите другарки. Ви подготвив мафини со најразлично полнење, ви подготвив различна варијанти на лиснато тесто, направивме одлично мезе и сега ќе ги чекаме да дојдат. Садовите ќе ги оставам на сопругот да ги среди. Се гледаме во следната емисија.